Бре, што правиш, бре? Бре, аман, бе. Колку пати ти реков, немој да одиш по мене. Врати се, остави ме сам со маката, ајде. И јас ти кажав, и толку. Значи, Чорбаџио, не се враќам. Немој такво нешто да бараш од мене. Не се враќам и толку. Душе, мамо. Немој да ми ги скориваш маките. Врати се, не ми треба никој. Ми иди да земам едно јаже, да си го врзам околу вратот и на првото дрво фрп и да си се обесам, да ме нема. Ете, за тоа не се враќам. Толку за тоа. Заедно пораставме, Чорбаџио, цел живот сум со тебе, човек ме стори и сега јас да сум те оставил. И сега немој да бараш од мене такво нешто, аман, Чорбаџио. Доста со тоа, Чорбаџио. Јас сум ти бил една буталетинка изветрена што дозволи да го направат од сиромав по сиромав. Сега најарно е јас да ти бидам тебе слуга, а не ти мене. Тоа не бива. Туку, може не е време да те прашам, ама... Знаеш кај е име? Не знам, Петре. Само едно знам. Оттаму од кај што избегав, таму враќање поиќе нема. Оти ми е срам. Ми е срам од тоа што го направи мојата луда глава. Разбираш ли? Мислев дека со парите и богатството што ги имам, дека можам да имам се. Ама не било така. Па, не се рекло бадијала. Барал преку леп погача. Така е се рекло. Ете, и ти почна. Не, Чорбаџио, се шегував. Аман. Што е, бе? Чорбаџи. Што гледаш, бе? Как гледаш? Што е? Разбойници. Чорбаџи. Арами. Па што ако се арами? Што ако се разбойници? Што се плашиш? Што може да не земат? Што може да не земат кога ништо немаме? Како, бре, душата може да ни е земат. Бре, каква душа, бе, Петре, бе? Не им треба нашата душа, туку нашите пари. А пари не може да ни земат затоа што ги немаме. Иш да не се плашиш. Ајде, тргај по мене. Тргај, да не се плашиш. Иш. Внимавај сега. Доста ти реков, ти слушај ме мене. Реков, иш да не се боиш, да не се плашиш. Еве ќе видиш. Стој! Стој, не мордај! Не мордај! Рацете горе, бе! Рацете, не ти, бе, рацете Не горе! мордај! Да не сте мрдале! Бре, зошто да мрдаме, бе? Какво мрдање, бе? Туку, кажете ми, што сакате од нас, добри луѓе? Добри луѓе! Не нормален си! Како добри луѓе, бе? Добри луѓе! Ти не гледаш, оти сме со револвери, со ками, со сами. Слушај, овие будалици или нас будали не прават, бе? Не. Вие сте си арми и ние знаеме што барате од нас, ама немаме. Немате, а? За овој оде знам дека нема од тие копук. Ама ти, за тебе знаеме дека имаш и затоа, ајде, вади парите, оти ке ти летни ова глата. Само шетаа ми остана. Земете ја, чуму ми е. Мене не ми треба. Оти ова моја глава не е глава, туку лејка полна со семки. Земете ја! А пари ако барате, барајте, ама нема да најдете. Нема. Слушај, претреси го ти оној копукот, оти овај галиба му ги има дадено, за да не можеме да ги најдеме кај него. Разбра? Јас. Нема ништо, нема. Претреси го и овој си. Еј, Немаат ништо. Немаат ништо? Коли пиштоли? Голтари? Пубе, како не ти е страм, бе. Застрами се, слушај. Ваков трговец да нема пари. Арам да ти бе. Слушај ти, погледаш пиштол? Погледаш? Може овај вака тинг сам да пукне и да ти се изгасне свеќата. бре, оставите ги пиштолите, бе. Какво пукање, бре, каква свеќа, бе. Туку, ајде,
да седнеме некаде и да ви кажам кај се моите пари. Кога ќе ги најдете, дојдете да си ги поделиме. Немој, Чорбаджио. Срамота е, бре. Чуд бе ти бе, чуд бе ти те мавнам тоа. Види го, ти ли веќе кажуваш, бе? Ти ли веќе кажуваш дали да ни каже или да не ни каже, бе? А? Кај останавме без плен, па сега, сакам да чуем како го има изгубено богатството. Кажи, бе, Чорбаджио. И ја сакам да што да чуем бе? Знам, како го добил, така и го изгубил. Не. Јас моите пари честно, со мака и со работа си ги заработав. Така ли е, слуго? Епте ни е така. И тоа големи пари заработив. Големи. Се што ќе посакав, се има. Се. Се додека не посакав нешто... Шо, бе? Ајде, да седнеме некаде таму и ќе ви кажам се поред. Ајде по мене. Ајде. Ајде по мене. Слушайте се. Јас на млади години останав доец. Долго време не мислев да се жена. Адно ама, соседот мој, самарджијата Доне, имаше една ќерка убава како месече. Светеше како сонце, алтана и беше. Петре! Кажи, Чорбаджи, кажи. Ела, малку горе, дојди. Ај. Повели. Седни, Петре. Да седнам. Види, слуго, пријателе мој. Може би не личи од тебе што се вели да земам и да те прашувам, ама за оваа работа не сакам никој да знае додека не ја биде. Ако ја биде. Кажи, Чорбаджи, ами две глаи побомислат од една. Кажи да, ама не знам од кај да почнам. Не знам како да почнам. Туку не се ќе ти кажам. Ти гледаш дека јас лека полека стареам. Белеам во косата што се вели. Ама срцево пусто не разбира од години и од старост. Домаќинката моја, Бог да ја прости, одамна веќе си замина, ме остави сам. И сега сакаш да се жениш. Тоа ли е маката? Тоа е помошнику мој, пријателе мој. Ете тоа сакав некако да ти го кажам. Абре, кажи си, Чорбаджи, кажи си. Чорбаджи, сам човек ни за во рајот не е, што се вели. Јас одамна сакав нешто такво да ти кажам. Ама си велам, не личи јас, слуга. Ти мене, Петре, не си ми само како слуга. Ти си ми мене појти од пријател, што се вели. А имаш некоја наум? Имам, Петре. Многу е лично. Убава е како месечи. Свети како сонце. Кој е? Ја знам. Ќерката на самарджијата Доне, Алтана. Алтана, лична е. Абре, лична и убава, во место нема поубава. Ама, Чорбаджи, нема и оваа работа. Абре, многу се сиромашни. Татко и самарджија и смеќар. Петре, многу е лична. Млада. Лична, млада, да. Ама не. Чорбаджи, да не ја земаш за жена. Не, Чорбаджи, не ја барај. Абре, таа е млада, нема да сака со тебе вака стар. Ке сака, Петре. Може би нема да сака за стара, ама за
парите мои, за богатството мое ќе сака. Ево, јас сум готов за неа, Петре, се да дадам. Се што ќе побара, се ќе дадам. Колку да чини, ќе платам. Мислам уште утре додам да ја побарам. Сирома си се. Знам дека ќе ми ја дадат. Нека влезе во куќава. Нека ја огрее сонце ова куќа. Ама чорбаджи, тоа сонце да не те изгори тебе. Не бери гајле, Петре, ќе ја скротам. Со богатството мое ќе ја скротам. Епа, чорбаджи, ти знаеш дека Алтана ни е единица и детето малку не е разгалено. Еве, ние ќе ја дадеме. Ќе ја дадеме, оти знаеме дека си добар човек. Сега ние ја даваме, ама па и девојчева треба да си каже дали сака. Епа, Алтано, сакаш ли да се омажеш со... Знам дека е богат. И да речам не сакам, вие пак ќе ме омажите. Затоа договорете се за свадба. И не ме прашувајте дали сакам или не сакам. Епа, видете сега, јас сум, знаете, доец. Башка не личи на моиве години свадба да правам. Ако сакаш да се ожениш со мене, јас сакам свадба. И тоа голема свадба што ќе се памети. 6 дена и 6 ноќи да трае. Сите роднини и соседи да јадат, да пијат и да се веселат. Ако сакаш млада и убава невеста како мене, така ќе направиш. Сакам сите да прикажуваат за тоа кога Алтана се мажеше. Керко, немој така да правиш. Ако не сакаш, Така сакам, мајко. Така сакам и никако поинако. Добро, добро, така нека биде. Ке биде онака како што кажа Алтана. Ќе направиме токму таква свадба. Колку чини, нека чини. Јас пари не желам. Имам, дал Господ. Ами, тогаш, епа, хај, нека е со среќа. Нека се кердосаат. Младиве, ајде да си живеете, со челат. Ајде, чорбаджи, се среќа. Чулме. Абре, ела, мамо, ела дојди мамо да ти докажам да не викам толку. И како што ти реков, јадевме, пиевме, игравме, па сетне спиевме и пак, и сите цело место јадеа, пиеа. Тешко му е кесето на нашиот чорбаджија. Уште толку да траеше свадбата, уште толку ќе платеше. Види, ова негова, не знам дали со свадбава ќе застане или сетики ќе бара нешто, сетики ќе измислува, а? А убаво му веле. Што му велеш? Како што му веле. Ајде сега тебе ќе ти кажувам што му веле. Ајде, бркај си работа. Добро бе, добро. Не ме послуша, не ме послуша. Сега, не знам, да не биде она каква му глава, таква му капа. Не знам. Бре, чорбаджи. Многу убава свадба направи Алтано. Многу. Ова ниту било, ниту ќе биде во нашево место. Ај чорбаджијата, леле колку пари потроши. Добро, тебе не ти беше жал за него? Жал? Него допрва ќе го снајде белјата. Ќе му го земам и последниот Алтан. Ќе му биде жал што се родил. Зошто? Сакал млада и убава. Еве му ја. Кога дојде да ме бара, не. Кога само помислил да ме бара, тој знаел дека моите ќе ме омажат за него затоа што е богат. Помислил ли, го личи ли да се жени со млада и убава како мене? Добро, што мислиш да направиш? А, ти мислиш тој будала е. Ке те остави тебе, ти да му ги трошиш неговите пари. Не. Ама не сум ни јас. Ке му ги цедам парите полека.
И тој нема да се сети кога му се испразнило кесето. Кај било ме вевчево мое. Си седи со другарката, кафе си пи, епа на здраве нека ви е. Ке ти донесам и тебе едно кафе, домаќине. Не, сполајте домаќинке, испив едно сабајде, доста ми е. А ти, Зоре, како си? Арна сум јас, чичко Јордане, Арна, еве, А токму сега на Зоре и кажував дека ќе ми направиш најубава и најголема куќа во градот. Поголема и поубава од сите други, така? За како? Јас за... За куќата во... Да, правевме муабет, ќе направиме убава, голема, како леич, збор нема, туку... Јас сега да појдам надуќан. Да те испратам, домајкине. Ми ако сакаш, ајде. ајде и јас да одам, Алтано. Ајде, ќе те испратам и тебе. Епа, ајде, Алтано, јас пак ќе ви дојдам. Или пак дојди ти ако сакаш, а? Ајде, со здравје. Со здравје, Со Чорба. здравје, Зоре, со здравје. Со здравје. Со здравје. Добро, може, невесто моја, шо ти текна таков муабет да направиш со Зоре за куќа, за каква куќа, јас таква работа не сум. Лажиш другарка ти? Јас лажам. Ке ми направиш куќа каква сакам и каде сакам. Ме праша што ми требало да се мажам за стар. Да видиме дали таа ќе има таква куќа со оној незинион голтар. Домајкине, така е? Така е, Алтанче моја, така е. Ке направиме. Гајле да немаш, ке направиме куќа каква сакаш и каде сакаш. Муабе да нема. Ај сега да појдам јас надоќан, ти остани ми со здрави. Со здравје, домајкине. Со здравје. Со здравје. Сакаше млада и убава, а? Еве тие. Зошто ти е, Морикерко, толкава голема куќа? Голема како некој паша да живее во неа. Ако дојде ова да ми го кажеш, мајко, не си морала да се мачиш. Знам дека живееш од спротива. Ама и тоа не си морала да го одиш. Мајко, требало да мислите пред да ме омажите за него. Немој, Мори, така, Кирко, да правиш. Не прави така. Нели знаеш, што ти не само нему лошо му правиш, туку и себе си. Слушај, јас да ти кажам. Да не се вратиш ти некој ден гола и боса назад, а? Не плаши се, мајко. Јас в село не се враќам. И за мотика не се фаќам. Ау, дај Боже, нека биде така. Ајде да видиме. Море, врати се назад. Земи една ластегарка, еден стап и удри, бе. Лесно ви е вам тоа да го правите. Ама јас не можам, јас сум еснав, јас сум голем човек. И затоа, место стап, си го фатив патот и таму појќе не се враќам. Како бе, пријателе, те донесе до питачки стап, а? Како? Така, лека полека, како што само жена знае. Еве, денеска ги дадов последните пари. Последните 500 алтани. 500 алтани си дал. Ами шо да правам? Трнав по незиниот ум. И сега не сакам да знам дали сум грешел или не. Само едно знам. Пари немам. Домајкине. Не знам, Мори, невесто моја, што уште да направам за тебе. Не знам кого уште треба да викнам за да ти најде иначе. Домајкине. Кажи, Алтанче. Домајкине. Дали ти остана уште некој Алтан? Ќе се најде. Домајкине. Да ја викнеме баба Воскреси. Оти? А викаат била многу добра, уште неја ја немаме викната. Те молам, помогни ми да станам на нозе. Ќе ја викнам сега, баба. Шо пари ќе бара баба Воска за ова што ќе дојди? 500 алтани.
Имам, баш уште толку имам. Да мајкине. Дај ми ги да мајкине. Ќе ти ги дадам. Ќе ти ги дадам, ако ќе дојде баба Воска, па ти не зедај ги. Ти ги дадам да мајкине. Добро, одам да ти ги донесам. Палите, а после со трчање одам кај баба Воска. И велиш не ја бива. Не ја бива, баба Воскресио, ич не ја бива. На нозе што се вели не може да стои. А неброени пари дадов на разни доктори, екими, бајачки, оџи. Кому 200, кому 300, кому 500 златници дадов. 500? Ај, кај ги најдовте тие скапчи? Мислам, јас нејзи ги дав, а тај им ги даваше па нив. Те молам, баба Воскресио, како Господ те молам. Дојди да ја видиш, кажи дали има чаре за неа, а и за мене. Еве, последните 500 златници ги дадов за тебе да ти ги даде. Ке дојдеш, нели? Ќе дојдам, како нема да дојдам? Ќе дојдам за доаѓање, ама дали ќе ја излечам, не знам. Добре, сега ти ќе видиш, сега Не знам. ќе јас дома да ќе те чекам. Не знаеш дали ќе излечиш, а? Не знам, тоа само Господ знае. Ај, оди ти ќе дојдам, јас веднаш ќе дојдам. Таа им ги давала. Добар ден, Керко. Леле. Чорбаджијата ми рече да дојдам да те видам. Леле, многу си ми болна, многу. Ај, да те видам. Леле, кутра ти. Многу си ми болна, Керко, многу. Чекај. Ми рече чорбаджијата, многу доаѓале, ама не те излечиле, па многу си болна. Леле. Керко? Да. Јас можам да ти помогнам. Да. Да ми дадеш ти мене 500 алтани. Да земам лекои, да земам апои, да земам треви, да земам... И ќе те кренам на нозе. 500 алтани? Кај се видело толку пари да се даваат за лекови и бајачки? Ќе ти дадам... Ќе ти дадам 5 алтани. 5? Ако сакаш, лечи ме. Ако сакаш, оди си. Јас ќе си најдам друг еким. Еве ти ги, Керко. 5 алтани и да си најдеш друг еким, со лесно нека ти е. Домакини! Нека те излечи. Еј, домакини, дома сте? Нема никој. Еве, еден од слугите, дојди, дете. Дојди, ваму да те прашам нешто. Дојди. Застани, застани. А Стопанот твој дома ли е? Чорбаджијата. Ти знаеш да зборуваш? Стопанот дома ли ти е? Го нема. Немам јас Стопан, немам чорбаджија и немам куќа. Како нема? Па каде е? Си замина. Рече да си го барам чарето. Еве пред малку замина и јас тргнав по него, а тој ми рече да се вратам назад. Каде отиде? Каде? На која страна отиде? Онаму. Кон градот. Кон градот. А кога отиде? Сега пред малку замина. Сега, натаму отиде. Што ќе пробам јас сега? Кај ќе одам? Никаде не оди.
Седи си тука, седи тука. Чекај ме. И така, пријатели мои, лека полека ме исцица, ме исцеди до капка. Сега знам дека ме лажела, ама доцна е веќе. Абе, пријател. Па ти си бил, бре, човек ни да ти се смее, ни да те плачи, мајка. Ама сега, слушајте вие двајца. Сега за ова чорбаджијава што ви го кажа, никому ни збор. Ако има троа човештина останато во вас, немојте да кажувате оти голема срамота е. Добре. Ми ние ако сме арами, не сме без душа. Така ли е, панде? Така бе, соте. Така, слушај. Ќе си врвиме сега по патот, може ќе најдеме некој будала, ќе му изееме парите да не си одиме дома со празни раце. Ај, остани ми, пријателе, со здрави. Ајде, соте. Ајде да си одимо, ти немам поќе да изслушам. Солзи на очи ми дојдоа. Ај, и ти, не бери гајле. Ќе се опреш. Не бери. Ај, со здрави. Со здрави. Па сега ние двајцата, Петре, да појдеме во најблискиот ан, да подкаснеме троа, да поспиеме, да платиме со овие ситни пари што ми остана и уште утре што подалеку од тука. Ајде. Културлив ме, чорбаджио, културлив ме. Чорбаджио! Ај, чорбаджи. Абе, баба Воскресија. Чорбаджи, застани! Абе, малку сте тие 500 јалтани што ги дадов, да не пара уште, бе. Чекам. Чекај! Што? Леле, Добре. чекај душе да зема. Колку се задишав, многу се задишав. Арно што не си отишел. Арно што те стигнав. Слушај, Чорбаджи. Чекај. Веднаш да се вратиш дома, додека онаа твоја проклетничка не направила уште некоја белја. Не можам да се вратам, баба Воскресио. Како да се вратам? Сите алтани по Оджи и по Екими и по Бајачки ми ги раздаде. И со празно ке се ме остави. Како да се вратам? Ама, ти не си за жален. Ти си за чутек да ти удри човек. Оджи, Бајачки, ти. Сето злато, сите алтани ти ги има собрано таја. Колку ти побара за мене да ми даде? Ајде, кажи. 500. 500 ушо, 500. Знаеш колку ми даваше? 5. Аман, бре. И другите кај се? И кај се де? Кај се под перница? Будала, под перница, ја ли во никој ковчише, ги има сокриено. Ти, виде млада и убава и го загуби умот. Ти правиш што сака. Чорбаджи, стопане, ајде да се вратиме, Кажи му да се вратиме, оти доека не е и паднало нешто друго на може и Чорбаджи, може да испате наук, да ги земе парите, па да врати да бега. Абе, вие сте да сакаш тако отиде. Абе, сакаш тако отиде. Наместо фала да ми кажеш, да речеш ти благодарам, баба Воскресио. Токму таму ги имаше сокриено баба Воскресио. Кога дојде? Кога ме виде, кога почна да кука, да лелека, да вика, мисли скончилото е дојдено. Леле, умирачка. Како 3 пати на гроварот од лопатата да му побегнала. Токму така. Ај, Чорбаджи. Една, кај портана, да. Ај. Леле, па со мотиката нарамо. Чорбаджи, како велеше? Велеше пустата. В село не се враќам, за мотика не се фаќам. Се фаќа.